Добар ден, почитувани гледачи. Во овонеделното интервју разговараме со господја Билјана Ивановска, председател на Државната комисија за спречување на корупција. Добар ден, господја Билјана. Добар ден. Денеска ќе разговараме за неколку прашања кои што не засегаат нас како Центар за истражувачко новинарство и темите на кои што работиме. Последно работевме на имотната состојба на поранешниот шеф на државата, господин Ѓорѓе Иванов. Имено според добиените податоци од вас забележавме дека тој си замина од функцијата со прилично многу зголемено конто. Дали имате некоја конкретна информација за овие податоци? Како што знаете, ние сме обврзани согласно нашиот закон да ја следиме имотната состојба на избраните и именуваните лица. Особено кога ќе забележиме несоодветно зголемување на имотната состојба во однос на месечните примања кај одредено избрано именувано лице, тогаш поведуваме постапка за испитување на имотната состојба. Во овој случај ние отворивме предмет за председателот со кој што ја испитуваме имотната состојба, значи по-детално. За таа цел побаравме податоци од надлежни институции. Веќе имаме некои од податоците добиено од институциите, но не од сите. Основно е тука да ги добиеме податоците од финансиските институции, односно од банките, за да можеме да го следиме, нели, текот на парите. Тогаш дури ќе можеме да дадеме одговор, а како што знаете, бидејќи седниците ни се јавни, одговорот ќе го соопштиме на јавноста, односно ќе донесеме нашата одлука. Дали би знаеле кога би можеле најбрзо да го очекуваме тоа? Не зависи тоа од нас, затоа што процедурата за добивање на податоци со банките е малце така посложена и значи работиме на тој случај. Од другите институции имаме добиено податоци, меѓутоа основно не е за да го следиме текот на парите како се движел, да ги добиеме податоците од банките. Вакви промени забележуваме и кај министрите и кај пратениците, бидејќи ние всушност работиме на еден проект каде што исто така ги следиме промените кои што вие ги ажурирате на вашиот сајт. Што станува со овие промени? Дали ги следите и дали покренувате поставки и за нив? Тоа што во моментот го располагаме како софтверско решение е да ја евидентираме имотната состојба, значи вршиме со еден збор административна проверка. Дали доставиле или не доставиле по процесот по процесот на именување или промена на имотна состојба или по разрешување на мандатот. Самиот софтвер не ни дава такви показатели каде што има, не знам, енормно зголемување или не знам што. За таа цел правиме нов софтвер за евидентирање на имотната состојба, кој што ќе биде многу покорисен и кој што веднаш ќе ни дава сигнали кога ќе забележува дека нешто невообичаено се случува. Значи во моментот за овие пратеници министри немаме отворено посебни постапки за да истражуваме нивната имотна состојба, но со воспоставување на новиот софтвер, тие самите по себе податоци ќе ни бидат впечатливи. Кога би можеле да го очекуваме лансирањето на овој софтвер? Јас се надевам дека до крајот на годината ќе завршиме со тој процес. Бидејќи како што кажавте во рамките на моменталниот софтвер можете само да евидентирате кој пријавил, а кој не. Да. И дали се промените пријавени? Дали имате податоци, дали некој не пријавил воопшто, дали не пријавил промени за кои што вие знаете? Па ги следиме, значи вака сега, ние немаме податоци од катастар во моментот да не кажува дека некој се стекнал со некаков имот и да знаеме ние дека соодветното именувано лице не го пријавило тој имот. Значи во моментот тоа не можеме да го имаме како некаква состојба. Но ќе го имаме кога ќе го имаме новиот софтвер. Ќе ги имаме тие податоци, ќе бидеме поврзани во таа мрежа со сите 17 па и повеќе институции и тогаш ќе можеме така да постапуваме. Сега промените значат само самите да се ги пријават. Не можеме ние да им ги откриваме промените, дали ме разбирате? Тука го отворивте моето следно прашање, до каде е процесот за поврзување со останатите бази на податоци кои што ќе помогнат во вашите истражувања? Работиме и на тој случај, имавме координација преку Министерството за информатичко општество на кој начин да се врши поврзувањето преку веб сервиси и така таа информатичка технологија да се поврзе. Имаме ангажиран експерт преку донатори, работи на таа техничка документација за изградење на тој софтвер. Тој фактички ќе биде истиот софтвер што е за
анкетни листови, меѓутоа ќе биде со повеќе модули. Еден модул ќе биде анкетните листови, друг ќе биде поврзување со други институции, други модули ќе бидат поврзани со процесите во нашето работење, значи тоа ќе биде една покомплексна работа. Работиме на тој случај до крајот на месецот треба да биде готова техничката документација, па понатака ќе биде избор на информатичка куќа која што ќе го работи софтверот, меѓутоа тоа се ни оди преку донатори, така што Дали е предвидено во новиот софтвер да биде евидентиран и датумот на настанатите промени и да биде објавен, затоа што е многу збунувачки, бидејќи сега ние лично ги следиме и ги запишуваме, меѓутоа како обичен граѓанин доколку сака да отвори да провери имотната состојба, не е евидентно ќе биде евидентиран и датумот и се ќе биде поврзано со вредност. Оти сега може да не ставаат вредности, тогаш ќе биде се поврзано со вредност. Значи ние ја утврдивме содржината на новиот образец, што се ќе содржи. Проблемот е само софтверското решение, нели тоа да се преточи во програмче за да биде функционално на нашата веб страна. Значи ја утврдивме содржината и според тоа ќе биде датумот секогаш достапен, датумот на промените, како и вредноста. Се вкупно досега како ќе оцените транспарентноста во однос на пријавувањето на имотните состојби на функционерите? Можем да кажам дека на почеток малце беше како закрчена целата работа, меѓутоа мислам дека направивме некое раздвижување и се забележува поголема дисциплина во тој поглед и од аспект на тие што не пријавиле за да пријават, имаме повеќе пријави, од аспект на исполнување на прекршочните постапки, тие каде што откривме непријавување, веднаш се подмирува, се плаќа. Така што мислам дека придонесовме во тој дел. Дали сметате дека новиот софтвер уште повеќе ќе придонесе за подобрување? Да, апсолутно, затоа го правим. Добро, неодамна во јавноста се зборуваше за вработувањето врз основа на непотизам. Вие работевте на неколку случаи за истите. Дали можете да ни кажете во моментов на кои конкретно случаи работите и до каде се постапките? Не можам сега во моментов стварно да вадам такви податоци. Секогаш кога се готови постапките, кога се готови истражувањата, ги кажуваме на јавноста без никаков проблем и без никаква задршка, точно онака како што сме утврдиле. Добро, ќе се навратам на првото прашање. Информиравте дека ќе истражувате на кој начин се стекнуваат, се избираат канцелариите кои што треба да ги користат поранешните претседатели на државата, докаде е тоа истражување? Во тека и тоа, за нас е особено многу важно фактот што во законот што е за претседатели, за поранешни претседатели, стои дека државата треба да им обезбеди канцелариски простор. Но никаде не стои дека тие сами треба да го барат и тоа да биде толку скап. Тука треба да уште малку да поработиме на предметот и нашите предлози ќе бидат во таа насока, да им, ако толку треба да им се обезбеди простор на поранешните претседатели, нека им се обезбеди од имотот со кој што располага државата. Не мора да се плаќа по сега веќе вкупно 5000 евра месечно за двата поранешни претседатели. А ако го тоа па го ставиме во споредба со ефектот кој што го имаме од нивната работа, тогаш мислам каде е ефективноста на вложените средства во тие канцеларски простори и уште во платите на тие тројца службеници таму што работат, мислам. Сакаме да кажеме дека за секој вложен денар од буџетот на Република Македонија треба да се знае целта за што се вложени парите и кој е ефектот од тие вложени пари. Кој е ефектот од работењето на поранешните претседатели. А фала Богу се млади претседатели одат како поранешни во пензија, што значи дека ќе имаат долга пензија. Добро, за крај можете ли да ни кажете на што е сконцентрирана вашата работа во моментов и кои се вашите приоритетни активности? На сите фронтови. Еве, работиме со софтверот, работиме на прашањето за преселбата. Работиме на тековни предмети, тука што се работиме на измени и дополнување на нашиот деловник, работиме на процедурите, буквално на се работиме. Работиме на моментално и на тимбилдинзи на целиот секретаријат, бидејќи сме малку, меѓутоа и тој капацитет да биде подобро, поефикасно искористен. Изградба на знаење и комуникацијски вештини и воопшто интегритет и етика на вработените, тука вклучувајќи ги членовите на комисијата, така што буквално сме на сите полиња. Дали можеби најдувате на притисоци во однос на вашата работа со оглед на тоа што сте комисија за спречување на корупција? Па јас до сега, фала Богу, немам притисоци, слушнав дека има незадоволни страни.
што е нормално, тоа ни кажува на фактот дека добро работиме, што има и незадоволни страни. Не, фала Богу, нема притисоци и не би требало да има и мислам дека е крајно време оваа држава еднаш да се соочи сама со себе, мислам луѓето да се соочиме сами со себе и ако сакаме да тргнеме напред, да тргнеме по еден прав пат.